Добар ден, почитувани. Минатата недела бевме сведоци кога температурите во одредени региони на државата се спуштија и под минус 3-4 степени Целзусови. Температури кои што се, така да кажеме, критични во овоштарството, односно при цветањето, ќе потенцирам уште еднаш, при цветањето на овошките, температурите не смеа да паднат под минус 1, односно некогаш и краткотрено до минус 2 степени Целзусови. Овие релативно ниски температури се неблагопријатно за сите овошки кои што беа изложени и нормално голем број на овоштари или љубители на овошките со право се прашува дали е дојдено до избрзнување на самите цветови и уништување понатаму на самиот род. Би сакал на почеток само да презентирам некои информации, некои сознание во кои што ќе добиете одговор на пред се ова клучно прашање, а тоа е дека измрзнувањето на овошките, односно на цветовите на овошките од ниски температури, велам релативно ниски, пред се зависи од многу фактори. А тоа е пред се во цветањето дали овошките се наоѓаат на подигнати терени, каде што има краткотрено само задржување на ладниот воздух, или на депресивни длабнатини терени, каде што подолго се задржуваат ладните воздушни маси. Во колку ниските температури подолго се задржуваат, тогаш и минус 1 степен Целзусов може да биде критичен и обратно, во колку само помини ладниот воздух, тогаш и температури од минус 2 степени Целзусови не се критични, него напротив, не предизвикуваат никакви оштетувања. Во однос на тоа, дали земјоделскиот производител може да констатира дали се цветовите оштетени или не оштетени, може да направи после ова влијание еден блиц проба или контрола, на тој начин што од повеќе овошки, ако ги има повеќе, зема од сите страни и од различна висина на овошките цветови, а во колку е само една овошка или две, онда се зема од нив и се зема, да речеме, од долните спратови, средните и горните, од сите 4 страни на овошката. Потоа, овие цветови се пресекуваат на пола, длож, и самиот овоштар треба да ја констатира бојата на внатрешноста на цветот. Во колку ова боја е светло-зелена, свежа, тогаш нема никакво измрзнување на цветовите и обратно, во колку е темна, веќе почва и покафејување, тогаш дошло до измрзнување на самите цветови. Исто така би сакал да нагласам дека покрај употребата на борот како микроелемент кој што е многу важен во физиолошките функции на самите растенија, овдека пред се ќе потенцирам на овошките, исто така борот помага на проратување на поленот и оплодување на цветот. Значи, без разлика како ќе дошло до опрашување, ветер, анеуморно, со пчелите и така натаму, кога ќе падне поленот на точникот, мора да дојде до проратување на поленот и понатаму да дојде до оплодување и со тоа создавање покасно на родот. Знаеме дека одредени овошни видови или како резултат на неповолните климатски услови, често пати доаѓа до слабо оплодување, па иако имало обилно цветање, тогаш, за жал, потоа, како резултат на слабо оплодување, нема да се формира доволно количина на род, односно по некој род, по некој плоче, ќе има на самата овошка. Затоа препорачува покрај хемиската заштита, што е против евемонилијата во овоштарникот, да се интервенира со употреба на бор како елемент, а исто така може да се интервенира и со употреба на аминокиселини. Овие аминокиселини се карактеризираат со тоа што вршат стимулација на растението да ги преброди сите неповолни услови. Во ова прилика ќе нагласам условите во однос на температурата. Што се однесува до дожливото време, кој што се најавува во текот на ова недела сега што доаѓа, се поставува прашање како тоа влијае врз цветањето. Ќе напоменам дека дожливото време предизвикува, бејќи пат на температурата и дожливо време, да се одложи самото цветање. Значи, ако при поволни временски климатски услови, односно суво време, сончево време, температура
поволна. Цветањето ќе трае, да речеме, неколку дена, при дожливо, проладно време, нормално цветањето ќе трае подолго. Ова, почитувани гледачи, сосема кратко за денешната емисија, велам со право, затоа што бевме сведоци, ќе повторам уште еднаш, на релативно ниски температури, критични температури во одредени региони, пред себе и во Струмичкиот регион, на повисоките места, кои што можат да предизвикат или кои што предизвикуваат одредени пореметувања, односно уништување на самите цветови. Иако бостанот или лубеницата пред некои 5-10 години беше една од доста застапената култура, овдека во Струмичкиот регион, па и некаде по Вардарието и другите делови на државата, сепак како резултат на релативно ниските цени, предизвикани од слабиот откуп, слабиот пласмен и извоз на бостанот, односно лубениците, дојде до драстично намалување на самото производство. Така, за разлика од преходните години, 5-10 години, овие неколку години, па и минатата година, интересот за бостанот е се помалку, но сепак постојат луѓе кои што традиционално, професионално се занимаваат со одгледување на бостанот, односно кои што им представува исто така една од главните земјоделски гранки кои што ја применуваат во своето земјоделско производство. Се наоѓаме во период каде што бостанот е во фаза на нега на расад. Период каде што веќе над 80-90% има искалемен бостан, каде што бостанот веќе некаде е прифатено расадот на бостан, а некаде се наоѓа период каде што поминале да речеме 3-5 или неколку дена повеќе за посем калемието и прифаќањето на основата, односно на калемчето, тој бостанот со основата. Нормално, при овие услови се поставува прашање кои основни мерки треба производителот на бостан, на ран бостан, да обрати внимание, затоа што на терен констатирам дека се повеќе бостанџи, иако со голем број од нив, со години се занимаваат со производство на бостан, прават одредени пропусти, грешки, од невнимание, кои што понатаму може да дојде до уништување на самите растенија, односно расадот. Прво и основно што сакам да обрнам внимание е климатските услови. Бостанот како култура спаѓа во групата на многу топлолюбливи растенија. Значи, растенија кои што барат доста топлина, фамилија Кукумберацеја, фамилија во кој што спаѓаат и краставиците, бостанот, дињата, тиквата и така натаму. Во однос на температурата, треба да нагласам дека сега во фаза на развој, особено во фаза на прием на расадот, на калемот, треба температурите да не се под плюс 18 степени Целзиусови и да се движат некаде околу 25 степени Целзиусови. Ово го потенцирам затоа што велам некои производители ги изложуваат растенијата, расадот од бостан на температури кои што се паѓат и на 10 степени Целзиусови, кои што доведуваат до опасни пореметување и може да дојде понатаму и уништување на самите растенија. Исто така, покри температурата, потребно е на бостанот што? Сончева енергија, како на секој растенија. Бидејќи рековме топлолюбива растенија, се навестува пониски температури ова недела, се навестува дожливо време, облачно време, помалку сончева енергија, но сепак и индиректната дифузна светлина помага во процесот на фотосинтеза и е потребна за самите растенија. Затоа пожелно и препорачливо е земјоделскиот производител, во колку температурата во самата фолија, односно пластик, најчесто каде што се наоѓа расадот, падне да речеме под плюс 15-16 степени Целзиусови, пред да го отвори расадот, да, ако може и во можност би требало да ја затопли фолијата, обично со печки се затоплува, да се покачи една температура некој оптимум околу 20 степени Целзиусови и понатаму нормално да се отвори расадот, за да може да се изложи на една светлина, без разлика дали е на директна или односно индиректна. Во колку е нормално сончев период, ова затоплување нема потреба, затоа што во текот на денот сонцето грее, ја затоплува фолијата и со тоа се доаѓа до покачување на самата температура.
Нормално, покрај климатските услови, мора да се обрани внимание и на редовната хемиска заштита. Велам на редовната хемиска заштита затоа што рековме, пред калемење се третират растенијата со употреба на фунгициди кои што се против пред се пламеница, пота бактериоза, значи бактерициди, бакарните тука, бактериозите, исто така антракноза и други опасни економски болести кои што можат уште сега во оваа фаза на развој на растенијата, на бостанот, да вршат уништување на самите растенија. Нормално, тука се и непожелните инсекти, како што се пред се трипс, лисна вошка, цикади или некои други инсекти, и изборот пред се на инсектициди ќе зависи од моменталната ситуација, односно здравствената состојба или нападот, евентуалниот напад од овие одредени инсекти. Покрај употребата на овие, да речеме, група на овие препарати, односно пестициди, пожелно е да се употреби и рековме како резултат на промена на времето кој што се јавува сега и течни ѓубрива кои што во својот состав содржат аминокиселини. Зошто ги потенцирам аминокиселините? Затоа што, за жал, некоја навика или традиција за употреба на аминокиселини кај растенијата од страна на земјоделскиот производител нема. Но, нивното дејство, корисно дејство, особено во раногринарското производство, па и покасно, е многу големо, затоа што тоа помага за пребродување на различните, да речеме, негативни влијања, како што се и климатските температурни влијања. Хемската заштита нормално на бостанот после калемието се врши кога ќе има прием меѓу бостанот и подлогата, обично тоа е околу 10 до 12 денови и нормално треба да се оди по интервали на секои 7 до 10 денови. При хранувањето пак со употреба на минералните ѓубрива, овде кај расадот, односно насадот од бостан, тука како сега како мали растенија, треба да се обрани внимание спрема развитокот на самите растенија. Не треба нормално да се стимулира брз развој на растенијата, на сметка на развој на вегетативната маса да страда кореновиот систем и нормално не треба да се истезава, со да не се, ако има потреба да не се дават ѓубрива, може да се дават, но нормално рековме сето тоа зависи од развитокот на самите растенија. Во претходниот прилог, почитувани гледачи, почитувани производители, кажавме некои основни совети и карактеристики за пред се нега на расат на бостан, но сега би сакал да проговорам нешто и да нега на расат на пипер. Затоа што, за разлика од бостанот, огромен број, особено во овој струмичкиот регион, има земјоделци кои што се занимаваат со производство на пипер и тоа воглавно над поголем посто, над 60-70% произведуваат сега се во фаза на производство на расат од пипер од позни сорти, значи за индустријска обработка, иако има и производители кои што се занимаваат со производство на пипер, кои што се за свежа консумација. Рековме, би сакал сега да проговорам нешто и за заштита, односно нега на насад на пипер, култура кој што рековме, особено во овој регион, е многу значително застапена. Исто како и кај другите растенија, не само бостан и другите растенија, во однос на нега на насадот, односно во фаза на расад, треба да се обрани внимание, да се обрани внимание на раст и развојот и здравствената состојба на самите растенија. Односно, пиперот пред се треба да се обрани внимание за здравствената состојба на самите растенија. Во ова фаза, во фаза кога е малку раснат пиперот, не е кога има 2 до 3 листа тек по поникнување, него веќе има 3, 4 па и повеќе правилно развиени прави листови. Една од многу опасните болести тука може да се јави, особено при вакво дожливо влажно време се јавува, представува бактериозата. Бактериозата се карактеризира со тоа што по самите растенија се јавуваат карактеристични црни дамки,
најчесто по самите листови, кои што понатаму се составуваат овие дамките и вршат уништување на листовите, нормално може да удрат или да се јават и по стебленцата и да ги уништат растенијата. Против бактериозата треба да се интервенира со употреба на бакарните фунгициди. Нормално, бидејќи растенијата се помали, секогаш без разлика кој бакарен фунгицид се зима, да се обрне внимание, дозата на употреба треба да е помала. Значи, во колку се зборува дека доза на употреба на некој бакарен фунгицид, односно бактериоцид, е во доза од 20 до 25 грама, ќе се употреби 20 грама, пример во 10 литра вода, односно 0,2%. И обртно, понатаму на стално место, ќе се употреби и поголема доза. Исто така, сега пиперот често пати е изложен и на некои инсекти. Пред се, тука може да се потенцира, особено ако и преходно е јавена и листната вошка, како резултат на топлото време, тука може да се употребат и треба да се употребат системичните инсектициди. Велам системични, затоа што контактните инсектициди немат ефект, односно системичните инсектициди се карактеризираат со тоа што влегуваат во системот на растенијата и потоа цицајќи го овој сок кој што е во кој што се наоѓа овој инсектицид, доаѓа до изумирање на листните вошки. Нормално може да се употребува во колку има потреба и препарати, односно инсектициди против трипс или цикади и така натаму. Често пати, особено во колку пиперот се сади на леја, тогаш може да се јави и појавата на пламицата, односно фитофтора капсица, уште на старт. Тука треба да се интервенира со употреба на покрај бакарните фунгициди, со употреба или комбинација на системично бакарни фунгициди, односно кои што системични, со активна системична материја, фунгициди, кои што служат за сузбивањето на пламицата. Исто така, би сакал да нагласа дека при третирањето на растенијата може на некои си 15 до 20 дена, кога се помали, да се третират одделно или заедно со фунгицидот со одредени органски и течни ѓубрива, кои што се на база на аминокиселини, хумусни киселини или некои други органски материи, кои што вршат стимулација во процесот на раст и развој на самите растенија. Додека при хранувањето на растенијата во ова фаза, почитувани, треба да се многу обрне внимание да не се изфорсират самите растенија. Значи, да не дојде голема маса на растенијата на сметка на слабо развиен коренов систем и многу што е важно да се пази на наводнувањето. Ова велам затоа што голем број на земјоделски производители од почеток ќе ги изфорсираат самите растенија, па ако ќе видат дека се тие добро пораснати, развиени, со цел да не превише пораснат, односно бидејќи има време за садење на стално место, почнуваат се повеќе да ги стегат, помалку да им дават вода, односно да ги наводнуваат. Ова доведува во прво време до полека пропаѓањето на кореновите жили, односно кореновиот систем, потоа бледнување, односно стануваат светло-зелени растенијата и нормално понатаму се добива неквалитетен расад. Затоа пожелно и препорачливо е, без разлика од временските прилики, почесто со употреба на помала количина на вода, редовно да се врши наводнување на растенијата, без разлика дали се во леите на земја или во палети, саксии, посадени во субстрат. Особено во субстратот да се води сметка, затоа што тој е најчесто црн, неколку капки од озгора која паѓаат од најлонот, подлажуваат и мисла производителот дека е влажен, значи некој штик проба со прсто да провери длабочината дали е субстратот, односно земјата влажна и во колку е сува да се пристапи со третирање, реков ќе повторам, почесто со употреба на помали количини на вода. Ова, почитувани, е сосема кратко што сакав да обрнам внимание за денешната емисија во однос на нега на расад на пипер, кој што рековме е доста застапен во овој период, во овој регион. Кога станува збор за тапан пластик, почитувани, вие добро и веќе ја знаете ова компанија од Струмица, кој што се наоѓа на патот кој што скршнува од транзитниот пат према Кванташки, према Просеникова, третиот објект од десна страна.
Значи, тапан пластик доста е актуелен пред се за агрофилцот, агрилот, со дебелина од 21 грам на метар квадратен, кој што ги има во различни димензии, дури и во димензија за бостанот од 1,5 метар. А исто така агрофилцот на тапан пластик сега се покажа како дава прекрасни врвни резултати на сите оние растенија, пример на зелката, кој што е посадена и на отворено, и кај што нејзиниот раст и развој е доста голем. Бидејќи веќе полека ќе се дојде и до периодот на садење на бостанот, дињите на стално место, препорачливо е да се употреби агрилот на тапан пластик 21 грам, а одоздолу да ве потсетам, најлон што го има црниот најлон наменет за бостан, на тапан пластик е со врвен квалитет, затоа што има одредени додатоци, адитиви, кои што овозможуваат долг период да се употреби без страв да дојде брзо негово уништување, односно распаѓање на самиот најлон. Во однос пак покрај тапан пластик, во однос на препаратите, бидејќи тапан пластик е познат, рекоме, во однос на репроматеријалите, тука се истакнува компанијата Армахем Агро Скопје, компанија кој што увезува и пласира производи во нашава држава, во Македонија, производи кои што се од типот на пестициди. Овие производи овозможуваат пред се да се добие едно квалитетно, врвно производство, да оневозможи појавата на одредени болести и штетници да го уништат земјоделското производство. Во ова прилика ќе истакнам само дел од нив, како што се пред се Ботрефин плюс. Ботрефинот плюс е фунгицид кој што спаѓа во групата на ботрициди, односно успешно служи за сузбивањето на сите видови на гниење од типот на сиво гниење ботрицис и бело гниење склеротинија. Но не само што он е ботрицид, он исто така успешно служи за сузбивањето на монилијата, опасна економска значајна болест, особено во овоштарството, и кој што е сега многу популарна затоа што рекоме, овошките тек почнува да цветат, нормално почнува коскестото овоше, покасно и јаболчестото овоше, и обавезно треба да се употреби Ботрефин плюс. Ботрефин плюс оди во доза од 7 до 10 грама во 10 литра вода, односно 0,07 до 0,1%. Покрај Ботрефин плюс би сакал да ве потсетам и на курамето, односно исто така фунгицид, затоа што спомнавме нешто и во расад, кај пиперот, кај некои други гранинарски култури може да се употреби, кај овоштарството не. Курамето е актуелно во однос затоа што содржи две активни материи. Системик, цимоксивил и бакар контакт. Значи има фунгицидно бактерицидно дејство. Дозена употреба на курамето, во олеите сега, кај пиперот, се движи 20 грама во 10 литра вода. Значи, со помошта на курамето, успешно може да извршите уништување или спречување на појавата на бактериози кај пиперот, а исто така и на голем број на болести, почнувајќи и кај пламеницата, фитофтора, капсици, кај самата пиперка. И кога станува збор и за употребата на фунгициди, би сакал да објаснам дека тука исто така пожелно и препорачливо од Армахем Агро да го употребите инсектицидот скато. Скато е инсектицид кој што има контактно дегустативно дејство, односно желудачно дејство, односно инсектите кои што имаат уставен апарат за гризење и јадење, кога ќе го консумират листот во кој што е третиран со скато или листната маса, покасно дојде до нивно уништување, односно изумирање. Исто така при третирањето сите оние инсекти кои што се во ова фаза се наоѓаат при третирањето, веднаш бидат уништување. Доцелна употреба на скатото е 0,05% или само 5 грама во 10 литра вода. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија. Ви благодарам што докрај бевте со нас, ве повикувам да не следите наредната недела во истиот термин. До гледање.